Прифатниот центар во Гевгелија речиси празен. 18 бегалци останаа откако поголемиот дел пред месец дена на свое барање се вратија во Грција. Транзитниот центар Винојуб, кој е важна точка на балканската рута, каде се вршеше и регистрација на мигрантите, се подготвува за новиот бран, кој што се почесто го невуваат турските власти. Од Црвениот крст на Македонија тврдат дека се подготвени, доколку има нов бран бегалци. Црвениот крст ги пружа своите услуги се уште 24 часа присутен во транзитниот центар и секако со залихи сме подготвени, како и со план за 2017 година во случај на повторен прилив на мигранти. Па можам да кажам со оглед на оние бројки кои што претходно поминаа овде, како се и како големи, дека доста добро се справивме и одговоривме, имаме научена лекција, така да сме подготвени во делот да доколку истото се случи, достоинствено одговориме како и години назад при обслужување на истите, пред се со медицинската грижа, па понатаму и со останатите работи кои што ги можеа да ги добијат како услуги од страна на Црвениот крст. За време на бегалската криза низ Македонија помина околу 860.000 бегалци и мигранти, но според податоците на хуманитарните организации, оваа бројка е далеку поголема и надминува 1.200.000 луѓе. Зад мене е каменот 59 од македонско-грчката граница, каде што е поставена жичена ограда. Засега е мирно. Во соседна Грција има околу 63.000 регистрирани и евидентирани мигранти и бегалци, држава во која секојдневно по 100 мигранти и бегалци доаѓаат од Турција. На јужната граница се уште е кризно подрачје и освен армијата, границата ја чуваат и мешан полициски состав од македонски и странски полицајци.